Жалам што и овој амандман не е прифатен. Да подсетам само дека и овој амандман го поднесувам по пети пат, меѓутоа еве за жалење некако немаме разбирање, немаме сенс и понатаму проблемот ќе ни остане отворен, а мора да се најде решение за да се овој проблем надмине, односно да се реши. Јас и во оваа прилика ќе кажам, минатиот пат кога водевме расправа за ребаланс на буџетот, зборував за Кратово, меѓутоа сега не сакам да зборувам и да правам маркетинг, меѓутоа сакам да кажам дека Кратово е најстар град не во овдека во Македонија, но е најстар град на Балканот. Затоа зборуваат многобројните културно-историски споменици кои ги има во изобилство и затоа уште овој град се нарекува град на мостови и кули, а исто така има и доста подземни ходници кои се многу атрактивни и на кои треба исто така во Видина да се посвети големо внимание, да се конзервираат и да се пуштат во употреба, односно да можат туристиве да ги посетуваат. Јас сакам во оваа прилика да потенцирам да доколку, кажавте, ја претпоставувам, а ве замолувам да го прифатите овој амандман, доколку не се прифати, тоа значи дека Кратово веќе, како да кажам, ќе се чувствува на некој начин изоставено, како да владата, односно државата дига раце од градот, затоа што и покрај тоа што имаме, реков, културно-историски споменици, и покрај тоа што овие проблеми треба да ги решаваме, градот и понатаму ќе остане без соодветни услови, пристојни услови за живење. Сакам да кажам дека добро би било да се изнајдат средства за решавање на овој проблем. Инаку да подсетам дека овој проект е отпочнат со изградбата и се вложени таму околу 90 милиони денари и се изградени 2,5 километри колекторски систем и уредено е речното корито. Тоа е направено се до хотелот Катис, меѓутоа сега преостанува и останатиот дел да се заврши и затоа се потребни овие 51 милион денари. Во овој момент функцијата на колекторскиот систем ја врши Кратовска река, која исто така представува потенцијален загадувач. И затоа мислам дека треба да имаме разбирање. Ние како граѓани од Кратово настојуваме и сакаме Кратово да биде една туристичка дестинација, затоа што реков имаме што да видат граѓаните кои доаѓаат и од Македонија, но исто така и од страна. Меѓутоа, за да станеме туристичка дестинација, потребно е и конзервација на овие културно-историски споменици, доградба на овој колекторски систем, изградба на пречистителната станица и кога страницот ќе дојде туристот, тогаш има што да види. Сакам во оваа прилика да кажам дека навистина владата како да дигне раце од Кратово е тоа што во пред неколку години се донесе законот за заштита на културното наследство во Кратово, меѓутоа со прст не е мрдно да се имплементира овој закон. Така да оние културно-историски споменици кои што треба да се конзервират, да се санират, веќе се оставени на забот на времето и според оно што ја го видов пред некој ден, гледам дека мостовите веќе се во една алармантна ситуација, особено мостот кој се вика Гровчански мост, веќе можно е да се очекува дека наскоро и ќе се распадне. Затоа, почитувани колеги, ве молам, се работи дека ова што се го кажав е реално, ништо не додавам, ништо не одзимам од вистината и мислам ако сакаме на вистина на градот да му помогнеме, ве молам да ми дадете подршка. Ви благодарам.